Граѓаните се најзагрижени за растот на цените на храната, но и на неа најтешко им е да заштедат. Најмногу штедат на електричната енергија поради високите сметки. Воедно загрижени се и за цените на другите основни потреби, како гориво, лекови и слично. Ова се дел од резултатите од истражувањето за перцепциите за инфлацијата во земјава, кој го спроведе невладината организација АДИ. Истовремено, најголем дел од испитаниците сметаат дека за инфлацијата е виновна владата. Универзитетскиот професор Никола Поповски вели дека владата се обидела да се справи со кризата, со субвенционирање на енергијата и замрзнување на цените на храната, кои беа поздравени од граѓаните, но тие мерки даваат ограничени резултати. Мислам дека требаше поголема координација со монетарната власт, со Народната банка, иако има ниво на координација, но монетарната власт постапи како што од неа би се очекувало, да ги затегнува монетарните услови, да ги зголемува каматните стапки и порестриктивна монетарна политика да води, за да го намали побарувачката и со тоа и цените. Но владата од своји причини, покрај замрзнувањето, паралелно креираше и експанзивни фискални политики. Надворешно задолжување го зголеми, така, дефицитите ги зголеми заради потреба од заштита на разни категории на население и категории на предпријатија кои ги штитеше со субвенции. Според Поповски, до крајот на годината инфлацијата ќе се сведе на едноцифрена, ако не настане друг економски шок, но власта треба предпазливо да продолжи. Едноцифрената во 2023 ќе биде поднослива за сите. Не е одличен резултат, пошто едноцифрената нема да биде 2-3, ќе биде меѓу 7 и 9. Проекциите се меѓу 8 и 9. Но веќе во 24-та, а тоа би било почетокот јануари-февруари, што е за 7-8 месеци, би требало да се сведе на едноцифрена под 5, да речеме. Предпазлив фискално-монетарен микс во наредните неколку години, што значи тој комотен живот со големи дефицити, со големи задолжувања, со ниски каматни стапки, во наредните неколку години треба да го заборавиме, за да постигнеме подобрата цел, а тоа е макроекономската стабилност, односно ниска инфлација. Ваквите истражувања и дебати невладината организација АДИ ги спроведува со цел да се помогне во напорите за дефинирање на мерки и политики за надминување на последиците од кризата, во која најмногу се погодени посиромашните семејства. Сакаме да потикнеме јавна дебата, зашто повеќе се зборува по други колуари, него сме земали мислење на експертите и на засегнатите страни. Значи, како што знаеме, Македонија со инфлацијата е најзагрозена во регионот. Значи, имаше при крајот на 2022 најголема стапка на инфлацијата, додека мерките на владата беа адхок и требаше да се тргне од курсот на реформите во државата. Повеќе не интересира која е состојбата на семејството, како семејствата се справуваат со кризата. Тие се засегнати со потрошувачката корпа повеќе, која при крајот на годината беше 50.000 денари една потрошувачка корпа, 3 пати поголема од минималната плата на граѓаните на земјата. Дебатата се спроведува во рамки на проектот Придонес кон јавната дебата и мерки за облажување на последиците од економската криза, имплементиран од АДИ, Сдруженијето за рамноправен развој и решенија за развој и Сдруженијето Пулсот на демократијата преку програмата Цивика Мобилитас.